Средба и наминување беше рубрика на неделниот спортски магазин Скок, подоцна и на дневниот спортски магазин Скок, а еве сега со новата идеја која ја презентирахме во нашата последна емисија на YouTube канал Долгутов во продукција на Скок, велиме дека тргнуваме со некои новитети, а еден од тие новитетите е следбите на минување кои ќе ги имаме низ нашето патување, патешествие, работење, било од која земјина точка. Ова се случи во Прага за време на одигрување на пријателскиот натпревар, на контролниот натпревар помеѓу репрезентациите на Саудиска Арабија и Македонија, кога пред камерата на Скок застана тројца македонци, тројца навивачи на македонската фудбалска репрезентација кои дојдоа да ја бодрат нашиот национален тим во Прага против репрезентацијата на Саудиска Арабија, а кои го кажаа своето мислење, својот животен пат, а меѓу другото акцентот беше ставен и на шансите на македонската репрезентација во овој квалификационен циклус, во оваа сладка, но грчевита борба да се сочи во првото место во квалификационата група и конечно Македонија да се најде на Мондијалот во Америка, Канада и Мексико. Во продолжение ќе ги чуете размислувањата на Зоран, навивач на Вардар, долгогодишен, кој 18 години живее во Прага и кој го кажува, ја покажува својата љубов кон Вардар и зошто е дојден тука и што мисли за амбициите и шансите на македонската репрезентација. Зборувавме за Климе Рибарски со прекорот романецот од Охрид, човек возрасен кој од 84 година е со постојано живеелиште во Прага, а прв пат отишол некаде во далечната 1964 година и кој со голема љубов кажува како Ламбер Нудов, поранешниот председател на Фудбалската федерација на Македонија, Фудбалскиот сојуз на Македонија, му ги носел копачките додека играле за фудбалскиот клуб Охрид. Гледајте, ќе видите интересна забелешка на Климе Рибарски романецот и последниот Зоран Јовановски, едно добро фудбалско име, поранешен фудбалер на Тетекс од времето на Стеве Заковски, на Бошко, кој своевремено беше и спортски новинар, една добра генерација на Тетекс, чиј син Стефан Јовановски е потенцијален кандидат за кадетската репрезентација на Македонија до 17 години. Зоран Јовановски играше за Славија Прага во Чешка, остана во Чешка, има негов ресторан, македонски ресторан. Неговиот син Стефан беше дел од пионерско-младинската школа на Славија, сега подпиша професионален договор со Млада Болеслав, беше дел од составот на Млада Болеслав во надпреварите на куповите на УЕФА ова лето, а од самиот него ќе чуете какви се неговите амбиции, дека е веќе на нишанот на нашите национални селекции, а зошто се уште не е таму, ќе чуете од негов разговор. Во продолжение следуваат средбите на минување направени на стадионот на Викторија Жишко во Прага. Добар ден, среќен ден на стадионот на Викторија Жишко во Прага. Македонија го игра пријателскиот натпревар со Саудиска Арабија овде, а како по обичај во принцип не може натпревар да помине без навивачи кои ја поддржуваат, ја бодрат и ја сакаат нашата репрезентација. Овде на трибините на случајна средба со еден господин облечен во црвено-црвена дреса, тоа е исто како цвет за пчела, кога сум ја во прашање како долгогодишен симпатизер на Вардар. Со кого разговараме? Здраво, јас сум Зоран, јас сум од Скопје, долгогодишен симпатизер на Вардар. Вардар во срце да носам. Тука сум во Прага 18 години и не може да не дојдам. Секогаш кога игра Македонија, доаѓам на натпревар да гледам. Зоран, вака во еден близ муавет нешто ти спомнав дека сум новинар на спортски магазин Скок и Долгутов YouTube канал продукција Скок и некако малку како да те боцнам, се сеќаваш на Скок нешто. Баш ми текна на Скок уште од 8 деление кога бев прва година, собирав постери. Го памтам Скок, секогаш имаше постери, најдобрите постери се следат NBA и уште од тоа е 96-7 година, секогаш купував Скок, знам дека имаше постери, само за постерите, најдобро спортско списание и меѓу првите, ако не и прво. Прво, дефинитивно прво. Ти благодарам за ова ни значи на нас во продукција Скок и спортскиот магазин Скок. Оде сме ќе гледаме Македонија со Саудиска Арабија. Убаво што има македонци, гледам, имате и друштво. Има многу македонци во Прага, да се надевам дека ќе дојдат повеќе.
единствено времето што е 5 часа луѓе на работа, ама како и да има доволно е така. Кои се твоите очекувања, вака резултатски? Македонија, Саудиска Арабија. 2-1 би било супер. За нас. За нас, да. Еднаш кога не тепат се ние да им вратиме 2-1, така да. Оно што да е им поважно, запазиме. оно што е поважно, Македонија игра квалификации за светско фудбалско првенство. Први сме во групата пред Белгија, пред Велс, 8 бода на половина од квалификациониот циклус. Моментално Едно твое сме втори, мислење? како што гледав, зашто Велс мислам дека вода Во овој момент игра. Да, 10. Сега е полувреме 10, некаде. Уште 6 бода да освоиме, ја очекувам 6 бода чисти. 7 минимално. Мислиш дека има оваа репрезентација квалитет, Да, има квалитет, има млади играчи, потенцијал 100% дека има. Ова ни е шансата како никогаш до сега. А дали на пример знаеш дека некако тој бараж преку Лигата на нациите, каде што сме прво пласирани е веќе на победок, да не речам за гарантиран. Да, ама ја мислам дека повеќе шанси има сега во групата да ги тепаме Лихтенштајн, 3 бода да им земеме на Казахстан и со Велс или со Белгија уште по 1 бод, 7 бода ќе биде топ. А зошто да не победиме барем еден од на тие гостувања? Па ја би сакал и двете да ги победиме, ама како и да е, се надевам да добар резултат. Ајде да финишираме збор 2 за Вардар. Гледам во дрес на Вардар си. Ракомет или фудбал? Јас сум и за ракомет и за фудбал. Тука стално кога игра и Шампионска лига, памтам Вардар, 2-3 финалиња ги тука бевме собрани и ги гледавме, а фудбал исто кога сум Македонија, кој има време секогаш одам да ги гледам. Како ќе оди Вардар во Јас сум првенството? Вардар уште од времето Сократ Мојсов кога ги тренираше децата одевме како мали. Сократ беше, не? Сократ Мојсов, они се браќа, повеќе Уште се. од тогаш памтам за Вардар, одевме на стадион, само гледавме за Вардар, така да јас сум секој за Вардар. Значи не е случајно дресот тука. Не. Вардар, срцете на срце. Добро, ајде и на порака за публиката на продукција Скок YouTube канал Дургутов за фудбалска Македонија од тебе. Напред Македонија, следете го каналот и да сте живи и здрави и напред Македонија. Фала ти. Поздрав до сите македонци од Чешка. Со нас е уште еден македонец, колега, постар новинар Климе. Ако е Климе од Охрид. Климе од Охрид, Климе Риваровски или Климе Пунгаш или Климе Романецов. Така ме знаат во Охрид. Иначе во Прага сум од 67 година со прерушение, а иначе од 84 година живеам во Прага. Да. Ги поздравувам сите новинари, нарочно од спортската бранша во Македонија и им пожелувам успех во све. Гледаш фудбал, следиш цел живот, си играл некогаш? Само до 15 години, кога се повреди раката и се просветив на средно школа Градежно и факултет Градежно. Добро. После тоа престана. Во Охрид има многу фудбалски имења, едно од нив е и Ламбе Арнудов, поранешен председател на Фудбалската федерација или Фудбалски сојуз. Да. Го знаете, го познавате, он играче фудбал за Охрид. Лично го познавам. Поздрав до него. А поздрав до него, дури кога бевме деца ми носеше копачките на фудбал. Ако би е тоа доста доказ. Добро, Климе. Збор 2 за македонската фудбалска репрезентација. Ја следите, Е добро горд. одиме, добро газиме. Од првиот надпревар кога се осамостоливме, сите надпревари што играа со Чешка и во Скопје сум доаѓал со Чесиве и овде со македонци и на Словачка. Во Словачка сите утакмици ги имам гледал и денес сум на стадион, а гор сум што сум македонец. Така. Имаме шанси за пласман. Да одиме на светско првенство. 99%. Да се бориме до крај. Да, но без никаква трепка на окото да е. Ајде на порака до фудбалската јавност од Климе од Прага од Чешка. Здрави и живи на светско првенство во Америка да се видиме. Чулте Господ, амин. Поздрав. Добар ден, уште еднаш од стадионот на Викторија Жишков, каде што македонската фудбалска репрезентација го игра пријателскиот напред со Саудиска Арабија. На полувремето голем број македонски познати фудбалски имиња. Со нас е Зоран Јовановски, фудбалер поранешен на Тетекс од генерацијата на Бошко, кој беше наш колега кратко време. Зборуваме за Заковски Стеве. И самиот Зоки ќе ни каже збор 2 нешто за него повеќе, а главната приказка е во неговиот син кој е тука некаде пред вратите на националниот тим, а за тоа нешто повеќе од самиот него и од самиот Зоки. Добар ден.
ја кариерата ја завршив во 93 година во Македонија, дојдов овдека во Прага, почнав во Славија, година-две играв во втора лига за Бенешов, влеговме во лига, после тоа Ческа Буѓовица, Ческа Липа и така. И пред, не знам, 12 години завршив со кариерата. Ама сепак си тука со фудбалот, ја следиш македонската репрезентација. Македонската репрезентација, ја одам на секоја утакмица на Славија, затоа што сум голем навивач на Славија, Прага. А вела од крушата под круша паѓа тука е синот да наследи, ако тој е меѓу стативите не игра. Збор два нешто повеќе ти за него па. Синот беше во Академијата на Славија Прага и сега отиде потпиша уговор во Млада Болеслав, тоа е во прва лига, а они го позајмија на една година во втора лига. Сега е колку 2 месеци таму, имаат одиграно 7 утакмици, чека на шансата, а чека и на повикот од Македонија, затоа што беше во некои категории во Македонија во репрезентацијата, а уште нема докончен македонскиот пасош, македонскиот. Да чуеме од него желбата да се игра, да се брани за Македонија е тука, да се носи националниот дрес. Да, многу сакам да тоа носим се сега. Како се чувствуваш на тој повик на Македонија? Jak się cítiš jako na ten, že te pozvuje, že se na to tešíš? No, kaži, ja sakam da budem Сакам да бидам таму највише како може. Затоа што бе во чешка репрезентација. Добро, додека се стартува таа папирологија, Зоки, нешто повеќе да ни кажеш за она твое мислење околу македонскиот фудбал, македонската репрезентација, ова што го гледаш, шансите? Так, има другарите, таму се Боби Моца, Аскендер, ние игравме заедно во Тетик Степова долги години. Така да од тоа време кога се они тука македонската репрезентација се сведа, иде погоре и погоре. Имаат квалитет, имаат организација, почна да работи и скаутингиот тим во Македонија, така да мислам дека се на добар пат и верувам дека и Стефан ќе испадне добро, зашто он престана више овдека во ческата репрезентација, сака да ја репрезентира Македонија. Ако изведе, ќе излезе, ако не здравје. Стефан да е жив и здрав, конструкцијата, она што го гледаме, физикусот и она што имавме ни скромни информации до душа во Македонија да прочитаме, да видиме, предпоставуваме дека позитивно ќе се развива таа ситуација. Тука е новото раководство на ФФМ, го следи тоа. Да ни кажеш ти нешто повеќе за него. Млада Болеслав е сепак меѓу по-значајните клубови во Чешка. Он беше последните 2 утакмици во Европската лига, на Славија на клупа, као двојка, беше во ПАОК Солун и дома со Малмо. Али не потпиша уговор во Славија, зашто Славија го даде во Болеслав, а во Болеслав потпиша уговор со спетниот уговор да се врати пак назад во Славија, ако испадне се. Али во Болеслав он сега моментално немаше да добие шанса, затоа дојде овдека во пуштијат на една година во втора лига за да почне да брани во втора лига. Збореме за Викторија Жишков. За Викторија Жишков. Така. Добро. Стефане, како е Викторија Жишков игра наутро у 10 саат? Е то проблем. Има публика. Цела лига. Да. И тебе како ти е прв печаток за Викторија Жишков? Све добро овде. Има 16 години, сега за сега све окей. Добро. Ви благодарам на двајцата. За Зоки уште едно прашање за шансите на македонската репрезентација во квалификациите за светско првенство. На половина циклус сме први, не престануваат уште 4. Дај Боже да останат како што завршија на прво место. Верувам дека ќе пидат на европско, на светско првенство. Тоа ќе биде огромен успех и за македонскиот фудбал и за цела Македонија. Так, ќе веруваме и ќе навиваме. Ви благодарам на двајцата што бевте гости на YouTube канал Доргутов и продукција Скок. Хвала.